Добро, денеска имаме еден несекојдневен чин. Навистина од највистинските земјоделци во државата, а не оние кои што манипулираат со јавност. Добиваме поддршка, која што за нас значи обврска за идното работење на новата влада во делот на земјоделието. Моите идни обврски ќе бидат економската состојба во државата, водејќи како дел од тимот на новиот премиер Радмила Шекеринска. Јас сум еден од најубедените од оние луѓе кои што најмногу веруваат дека состојбите во земјоделството во државата може да бидат многу поинакви, може да бидат многу подобри отколку што се денеска. Ова поддршка која што денеска ја добиваме представува силна обврска за политичарите, за новата влада, за мене лично, како носител на изборна единица број 4 од страна на Социјалдемократскиот сојуз, на најземјоделската изборна единица, да покажеме вистински резултати за посреќен живот на земјоделците, а со тоа и на нашите граѓани. Јас сум еден од најубедените дека ако земјоделецот во Македонија има, ќе живеат и градовите, ќе не ја биде и татковината. Би сакал да искористам исто приликата овде, да дадам една изјава по повод на обвинувањата кои што овие денови беа пласирани. Вчера од страна на председателот на ВМРО ДПМН од Струмица бев обвинет дека јас сум виновен за падот на цените на градинарските производи, доматите, краставицата, кромидот. Од истата она партија која 5 години е власт во Македонија, со апсолутно парламентарно мнозинство, со министер за земјоделство, со министер за финансии и подпредседател на влада за економија, господинот Ставревски, кој што е носител во најземјоделската изборна единица, со премиер, со 57 градоначалници, со председател на државата, мене ме обвинуваат дека сум ги намалил откупните цени. Каква дрскост, каква глупост, каква лага. Со кои инструменти, со кои механизми јас би можел да го направам тоа, кога тие од ВМРО ДПМН ја имаат целосната контрола на се и се што во Македонија. Жални и бедни сте, господа од власта, во заминување. Жални и бедни сте што мислите дека ваква лага, дека ваква перфидна манипулација може да ви помине кај земјоделците, кај граѓаните. Каде ви е Агрилен да го откупи производството и да ги подигне цените? Каде ви се владините механизми и инструменти за да ја подигнете цената на земјоделските производи? Отидоа парите во споменици и музеи и сега не можете да направите ништо за земјоделците и граѓаните, да им помогнете кога им е најтешко. Ај да не кажам, да ви се плукнам во политиката која што ја водите во земјоделството. Ако јас, Зоран Заев, сум толку силен и моќен наспроти сите владеачки гарнитури од ВМРО ДПМН, еве јасно препорачувам, укажувам, ако сакате наредувам, веднаш цената на доматата да се покачи на 40 денари, веднаш цената на краставицата да се покачи на 25 денари, веднаш цената на зелката да се покачи на 15 денари, на кромидот на 20 денари. Господа од власта, имате се уште можност и време да им помогнете на луѓето. Свикајте влада, донесете одлука, определете 5 милиони евра и откупете ги земјоделските производи по достоинствени цени. Ако сакате, можете да помогнете.